Започнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Општина Аеродром останува на ставот дека не треба да се гради зграда кај мајчин дом. Од друга страна, инвеститорот планира каква ќе биде зградата. Повеќе на оваа тема ви прикажуваме веднаш по генералната најава. Инвеститорот тврди дека зградата кај мајчин дом ќе се гради. Општината со став дека тука не треба да се гради. Голем интерес кај граѓаните за субвенции за чистење уџаци. Прочистувачите на воздух, најприсутни во детските градинки. Општина Ѓорче Петров прецизно ја објасни постапката за аплицирање за проектот енергетски ефикасни домови. Одржано првенство во шах за млади. Разговорите во однос на изградбата на објектот кај мајчин дом се уште во тек. Општина Аеродром останува на ставот дека тука не треба да се гради, а од друга страна инвеститорот ја најавува изградбата на зградата, за која вели дека ќе била енергетски ефикасна со хоризонтално и вертикално зеленило. Инвеститорот на спорната зграда која треба да се гради кај мајчин дом вчера вечер се сретна со дел од жителите на општина Аеродром кои се против изградбата на зградата. На средбата, како што информира компанијата ЗСФ.com, се дискутирало за штетата од изградбата на зградата, но и за загубите на инвеститорот доколку се откаже од изградбата. Од компанијата велат дека изминатиот период се правеле анализи и се барале можности за откажување од градбата. Барале соодветно правно и економски оправдано решение. Направена е темелна анализа на достапните парцели за да се замени локацијата, но како што велат од компанијата, нивниот заклучок е дека во моментов нема соодветна парцела во Аеродром, што ни одблиску може да ја компензира вредноста на плацот кај мајчин дом. Ова земјиште е голема инвестиција. Плацот е купен со веќе зацртана маркица за градба, согласно сите законски и правни процедури. Ова беше овозможено од претходното раководство на општината. Во случај да се откаже градбата кај мајчин дом, општината би требало да исплати повеќе од 8 милиони евра за досегашните инвестиции и трошоци. Тука се вклучени 5,5 милиони евра трошоци за земјиште и комуналии, велат од компанијата. И градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин е запознаен со барањата на инвеститорот за обештетување во случај да се стопира изградбата на зградата. Од општината велат дека доколку се оди во насока на обештетување, инвеститорот би можел да побара сума и двојно поголема од првичните 5,5 милиони евра. Ова би значил комплетен крах на буџетот на општината Аеродром и огромни штети за граѓаните на општината. Ваквото решение би било многу неразумно, бидејќи ќе се доведе во прашање реализацијата на сите проекти, но и тековното работење, изјавуваат од општина Аеродром. Он си има вредност на сопственото земјиште што си го купил и трошоците што ги имал за време на проектирањето на таа зграда. Што е нормално, ние како држава, како општина ќе треба согласно толкавата вредност да се обештети. И поред тоа што го каже инвеститорот, 5 до 6 милиони евра. Тоа е сума од прилика, се да не навлегуваме во бројките, тоа е од прилика за сумата што ја купил како земјиште и сумата на земјиштето и комуналите што се платени во град Скопје и во општина Аеродром. А обештетување од аспект на профит не паднало мојот сега. Од друга страна, најголемиот страф на граѓаните е нарушувањето на квалитетот на живот во регионот и потенцијалната штета врз животната средина. Тие побарале одговорност од претходното општинско раководство, кое го изгласа ДУП и 10, која овозможува изградбата на овој објект. Инвеститорот уверува дека зградата ќе биде целосно енергетски ефикасна, а проектот е изработен со особена грижа за околината и животната средина. Самата зграда ќе има вертикално и хоризонтално зеленило, со посебен систем за одржување, за што ќе бидат вложени околу 1 милион евра. Засадени ќе бидат и 150 високо израснати дрва, а ќе биде изграден и нов паркинг. Во меѓувреме, општина Аеродром е во исчекување на одлуката од Уставен суд, каде што се поднесени 13 представки за ДУПот, која опфаќа парцелата кај мајчин дом. Од град Скопје велат дека постои голем интерес од страна на граѓаните за јавниот повик за доделување на субвенции на домаќинствата за чистење оџаци. На јавниот повик, кој е во тек, досега се пристигнати 92 барања, а мерката ќе се реализира по принципот прв дојден прв услужен.
Во тек е една од мерките против загадувањето во Скопје. Градот Скопје го објави јавниот повик за субвенционирање на домаќинствата и на други субјекти на подрачјето на град Скопје за чистење оџаци за 2018 година. Според информациите од град Скопје, со овој повик, градот ќе надомести дел од трошоците на домаќинствата и на други субјекти за чистење на оџаците во износ од 1000 денари, а на јавниот повик кој е во тек може да учествуваат физички и правни лица чие живеалиште, односно седиште е на подрачјето на град Скопје. Јавниот повик трае 60 календарски дена од денот на објавувањето, заклучно со 22.11.2018 година и ќе биде реализиран по принципот прв дојден прв услужен. Интересот на граѓаните е висок за оваа мерка и досега се пристигнати голем број барања. Во претходната акција град Скопје изчистија 100 оџаци бесплатно, а до вчера се пристигнати 92 барања. За оваа мерка градот Скопје има предвидено 2 милиона денари и апелира до сите заинтересирани субјекти да аплицираат за субвенции за чистење на оџаците. Иако мерните станици не работат, граѓаните на Скопје можат да почувствуваат загаден воздух. Во вакви услови, за да се заштитат граѓаните, се набавуваат прочистувачи за воздух, а најактуелни се во детските градинки. Во Македонија ваквите прочистувачи се присутни од пред неколку години, додека пак во другите европски држави одамна се практикуваат. Со почетокот на грејната сезона почнува и загадувањето на воздухот кое навистина загрижува, бидејќи мерењата на воздухот се веќе над дозволената граница. Во вакви услови, за да се заштитат децата, општините набавуваат прочистувачи за воздух кои се поставуваат во просториите каде престојуваат децата, односно најзастапени се во детските градинки. Прочистувачи за воздух во некои градинки беа донирани уште од минатата година, а оваа година беа однесени во градинките во Аеродром и Киселавода. Но се поставува прашањето, дали овие прочистувачи ќе помогнат многу кога надвор амбиенталниот воздух ќе биде загаден 10 пати, а некогаш и повеќе пати над дозволеното со PM10 честички. Експертите од оваа област велат дека прочистувачите за воздух се за да вршат замена на воздухот независно од кој производител се, да го заменат внатрешниот со надворешниот воздух. Во Македонија прочистувачите за воздух се присутни од пред неколку години, додека во другите европски држави одамна се практикуваат и имаат прочистувачи во сите градинки и училишта. Во простории каде престојуваат поголем број на луѓе, се троши повеќе кислород и затоа е важна таа концентрација на кислород на воздухот, бидејќи тогаш се испушта повеќе јаглероден диоксид. Доколку не се врши замена на внатрешниот со надворешниот воздух, тогаш ќе се качува концентрацијата на јаглероден диоксид и луѓето што престојуваат во таа просторија ќе имаат главоболки. Најпроблематично со прочистувачите за воздух е во зимските денови кога просториите се загреваат, а температурите се ниски, а уште по-проблематично е во оние простории каде се пуши. Тогаш прочистувачите не делуваат. Она што ги загрижува граѓаните на Скопје е тоа што постојано расте загаденоста на амбиенталниот воздух, а мерните станици не работат. Но, како што велат, и без мерачи може да се почувствува дека воздухот е загаден. Граѓанските организации кои се вклучени во овој процес стравуваат дека и оваа година единствен спас од загадениот воздух во Скопје ќе бидат поволните временски услови. Од досега пристигнатите апликации за проектот енергетски ефикасни домови во општина Ѓорче Петров граѓаните немаат доставено целосна документација која е потребна за аплицирање. Од таа причина во општината беше организиран работен состанок меѓу Комисијата за спроведување на јавен повик со потенцијалните корисници на средствата да им се објаснат процедурите и постапката за да можат да бидат прифатени нивните апликации.
Во општина Ѓорче Петров се одржа работен состанок за проектот Енергетски ефикасни домови на стамбени згради за колективно домување. На состанокот присуствуваше Комисијата за спроведување на јавен повик со повеќе потенцијални корисници на средства од страна на заедници, на сопственици и управители. Како што соопшти од општината, присутните беа информирани дека од досегашните апликации ниту една нема која во целост ја има доставено документацијата која е потребна, при што од 20 апликанти 7 се во најнапредна фаза, додека на останатите 10 уште треба да се работи. 3 апликации се на многу ниско ниво и во оваа фаза тешко може да бидат прифатени. Од овие причини и на инсистирање на градоначалникот Александар Наумовски, комисијата пристапи кон организирање работна средба на која уште еднаш заедно со представници од Хабитат Македонија прецизно се објаснија сите фази на проектот, процедури и потребна документација. Од општината информира дека е донесен заклучок во кој се задолжија 7 потенцијални корисници на средства да донесат конечна одлука за учество во проектот, на кој е потребно да бидат подпишани минимум 51% од станарите, а предност ќе имаат оние апликанти кај кои овој процент е најголем и да ја достават до Комисијата и Хабитат Македонија со цел да се пристапи кон следна фаза. Таа фаза е конечно одобрување на поддршката од страна на општината и регулирање на процедурите, пошто следи изработка на потребна документација и техничка спецификација, избор на изведувач и финална реконструкција на фасада и кров на стамбени згради во Ѓорче Петров. Зоолошката градина во Скопје деновиве се збогати за уште еден член. На свет дојде малото бабунче. Покрај новороденчето, зоолошката е актуелна и со одржување на хуманитарни настани. Од ЗОО Скопје за сабота најавуваат хуманитарен настан за малата Сара, на која им и е потребна трансплантација на коскена срж. Зоолошката градина во Скопје доби нов жител, па така сега побогата е за уште еден член. Од зоолошката информираа дека павијанка на свет донесе мало бебенце бабунче. Интересно е тоа што таткото е збунет, но се фатил за работа, па малото не го испуштал од рацете. Инаку од зоолошката градина за сабота најавуваат и хуманитарен настан за малата Сара Настевска од Охрид. Од 12 до 15 часот посетителите ќе имаат можност да се дружат и забавуваат со Дизни ликовите Мики и Мини Маус, а притоа и да донираат за Сара на која итно и е потребна трансплантација на коскена срж. Во ЗОО Скопје веќе неколку дена е поставена и кутија за донации, па и на самиот влез граѓаните може да донираат и да бидат хумани. Во организација на Детскиот културен центар Карпош се одржа првенство во шах за млади, на кое учествуваа ученици од сите основни училишта во Скопје и околината. Ова шаховско првенство се обновува по 3-деценијска пауза, кога било во организација на тогашниот пионерски дом Карпош. Денеска во хотелот Александар Палас се одржа првенство во шах за млади во организација на Детскиот културен центар Карпош и град Скопје. На ова првенство учествуваа ученици од сите основни училишта во Скопје и околината, кои претходно биле одбрани на одиграни турнири во училиштата. Како што информираше Стојан Христов од Детскиот културен центар Карпош, иако првенството се одржува на ниво на Скопје, има тенденција да прерасне на републичко ниво, бидејќи интересот за шахот од страна на децата е доста голем. И оваа година има пријавено околу 190 учесници. Тоа се дечиња од основни и средни училишта. Се игра ова првенство во 3 категории, од 1 до 5 оделение, од 6 до 9 и од 1 до 4 година. Целта на оваа манифестација да ги поттикнеме младите што помасовно и да го сакаат овој спорт, да спортуваат, значи шахот е исто еден спорт, каде што ќе земат учество на вакви прекрасни првенства. Од година во година е се помасовна бројката, дури се среќаваме со преголема бројка, нема можност каде веќе да ги прибереме децата. Тоа се, замислете, 200 табли, 100 табли, 200 учесници денеска треба да играат на ова првенство.
и сепак ова се дечиња каде што претходно во училиштата се изврши една селекција, значи имаше претходно турнири каде што се играше цела недела и на тие турнири најдобрите ученици се селектира и ги испраќаат да ги представуваат нивните училишта. Турнирите се играат по швајцарски систем од 9 кола. Надпреварите ги водеа шаховски судии кои беа одговорни за регуларноста и правилата, а во нивна придружба и главни шаховски судии, помошни судии, како и стручни лица од Шаховската федерација на Македонија и Шаховскиот сојуз на град Скопје, а победниците се наградени со пехари, медали и таблети. Шахот, за кој во моментов постои голем интерес од страна на младите, има за цел да ја развие мислата и концентрацијата на децата и овој спорт делува на психичкиот развој на најмладите. Овој викенд јавна соба одбележува 3 години постоење и по тој повод ќе ги отвори вратите на трите ката. Предвидена е одлична музичка програма од урбани музички ликови. Јавна соба викендов одбележува 3 години постоење. По тој повод в сабота од 21 часот ќе ги отвори вратите на трите ката. Најавува одлична музичка програма од, како што се наведува, урбани музички ликови. Од јавна соба велат дека тие се местото кое ги собира сите генерации, млади и стари. За некои од нив ова е местото кое се чувствуваат како дома, релаксирано, креативно ќоше, кое го препознаваат дури и оние кои за прв пат стапнуваат на тлото на Скопје. Јавна соба е како стара железничка, поминуваат и се враќаат урбаните ликови. Ликовите со карактер и сенс да препознаат добра изложба, одличен музички настан, да вкусат одлична храна и да ја почувствуваат магијата на Скопје. Денеска имавме претежно сончево време со мала облачност и со умерен до засилен северозападен ветер. В петок и за време на викендот ќе преовладува суво време со студени утра, а дневните температури значително ќе се зголемат. Денеска имавме температура од 15 степени, а за утре се очекува да се искачи до 19 степен. В сабота температурата ќе се движи од 7 до 23 степени, в недела од 12 до 24 и понеделник од 13 до 22 степена. И со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.